Благодарам. Јас би сакал само да напоменам дека имаше многу кратка дискусија на Комисијата за финансирање за овој закон и таму се предочи и документ кој што беше стигнат од страна на владата околу оправданоста на носењето на овој закон. Значи владата, чисто за јавноста, изрази негативно мислење за овој закон и ние тоа им го предочивме на колегите предлагачи на законот. Меѓутоа, нивното размислување беше дека и покрај негативното мислење треба да продолжат со носење на овој закон. Јас би сакал да генерално да искоментирам некои работи. Сметам дека за да едно општество, за да една економија подобро функционира, дека треба владаечкото мнозинство парламентарно и владата која што е избрана од страна на парламентот да подобро соработува на суштински работи. Ние имаме случај сега во собранието, наврат нанос се носат закони. Имаме во случај каде што денес имаме 4 месечини закажани седници и 5. Имаме цел куп комисии и не знам колку закони кои што се носат по скратена постапка, закони кои што се суштински за граѓаните на Република Македонија. Имаме даночни реформи, имаме реформи во судскиот систем, за тоа покасно ќе зборуваме, и во цела оваа гужва пред новогодишни и великденски празници се протнува и закон за измена во царинската управа. И покрај тоа што има негативно мислење од влада и покрај тоа што владата укажува дека се работи на нов сеопфатен закон за царинска управа. Ние како опозиција нормално е да имаме дилема и сомнеш кон овој закон, бидејќи прво се носи по скратена постапка, второ се носи и покрај препораката негативното мислење од владата. Значи владата на еден начин се оградува од овој закон. Значи очигледно е дека нешто има некоја задна намера со носење на овој закон. Предпоставуваме дека е со носењето на овој закон намерата да многу полесно се врши вработување на партиски кадри, многу полесно таму каде што се ветуваше пред избори дека ќе се вработат луѓето, многу полесно да се вработат и да се разместуваат на работните места. Така да ние како опозиција ќе видиме против овој закон. Благодарам.